Облека, апарати за домаќинство, храна, книги, парфеми. Граѓаните лани потрошиле милиони евра плаќајќи и купувајќи на интернет. Во првите 9 месеци забележан е раст од 84,5% во е-трговијата во однос на истиот период од претходната година. Во купните остварени транзакции во првите 9 месеци околу 215 милиони евра се кон домашни македонски е-продавници, а од тие 215 милиони дури 94 од домашни граѓани. Значи во полза на домашната понуда, домашните трговци се промени структурата и се повеќе се пазари од домашните трговци. За истиот период странците во македонски онлайн продавници направиле промет од 12,1 милиони евра. Статистиката вели дека 46% од луѓето кои што имаат пристап до интернет барем еднаш ја употребиле својата платежна картичка во е-трговија. Во просек потрошиле по 26 евра. Пандемијата од COVID-19 ги натара компаниите брзо да се адаптираат. Во секторот со продажба на книги останува традиционалното пазарење во книжарниците, но речиси 50% од продажбата се одвива онлайн. Продавачите велат, најмногу нарачки пристигнуваат од Скопје, а производите се испорачуваат за неколку дена. Се става книгичката што ја сакаме во кошничка, се ставаат податоци, нели, име, презиме, адреса, телефон, град и значи се одбира делот каде што е нарачај и добивате повратен мејл дека нарачката е успешна. Дигиталните алатки се користат и за плаќање на сметки. Народната банка формира платформа за комуникации помеѓу иновативната деловна заедница и други регулаторни органи. Се очекува и националната стратегија за поддршка на финтек, што треба да ги идентификува подрачјата и мерките за поддршка на финансиските иновации. Се менува и законот за платежни услуги. Како главни пречки за побрз развој на финтекот се посочуваат малиот пазар, малата економија и втората пречка е регулаторната рамка која што не е соодветна за да ги поддржи овие иновации. Од делот на регулаторната рамка се посочуваат 3 сегменти воглавно. Тоа е регулативата во делот заштита на лични податоци, регулативата за спречување на перење на пари и регулативата која што го регулира платниот систем и платежните услуги. Оваа година ќе се доделат и наградите за најдобрите е-продавници во 18 категории. Пријавувањето трае до 12 јануари и е бесплатно.